Зоран Заев и Драги Рашковски се летнати во облаци. Затоа зајдоа во криминал и корупција, по уште хеликоптери им фалат. Срамно и жално. Нема поблак израз за да се опише односот на Заев и Рашковски кон медиумите, граѓаните и сопствената држава. Ги лажат и новинарите и јавноста дека фирмата стара 24 дена пред да биде распишан јавниот оглас, всушност конкурирала за монополскиот бизнис во кој нема да има никаков ќар. Ако ова не е потценување и понижување и на медиумите и на граѓаните, тогаш на вистина не знаеме што е. Има ли бизнис што го почнале Вице Заев или Трајче Заев, а знаете дека во него нема профит? Ете, во тоа не убедуваше вчера Рашковски. Дека било нормално фирма да влезе во бизнис без да има добивка. Доколку државата нема никаков трошок, а фирмата само треба да се грижи за покривање на трошоците, зошто тогаш на фирмата би и требало јавно-приватно партнерство и не би стартувала сама? Почитувани, да не се лажеме. Заев и Рашковски се кријат. Ги кријат фактите, мислејќи дека јавноста ќе престане да прашува каде ќе завршат 72 милиони евра. Да не беше секако во бајките на Заев и Рашковски и приватниот партнер да сакаше без профит да помага, немаше да држат брифинг без камери. Туку ќе излезе на пресконференција и ќе ги кажеа деталите од договорот. На Заев не може да му се верува нити кога ќе каже жими бизнисот со марихуаната. Затоа бараме одговори. Кога партнерот ќе наплаќа 9 милиони евра годишно или 72 милиони за 8 години. Дали и колкав дел од патарини ќе се издвојуваат за овој проект? Дали споменувањето на зелениот картон од страна на Рашковски значи дека и тој е во игра за наплата? Кои се другите иновативни методи за наплата на 9 милиони евра? Дали имаат согласност од ТАВ, која е потребна согласно концесискиот договор за наметнување на дополнителни давачки, односно на доместок од патник во заминување? Дали и колку средства од буџетот на МНАВ ќе се пренаменат за овој проект и дали испитале законската можност за вакво сценарио со оглед на можните проблеми со Евроконтрол? Со оглед на тоа дека многу мал дел од граѓани имаат приватно осигурување, дали интервенциите за оваа служба за македонските осигуреници ќе се наплаќаат од Фондот за здравствено осигурување? Дали во договорот е предвидена цена по час километри за ангажман на ваква служба? Дали и колкав процент од средствата кои се влеваат во буџетот постов на туризам ќе се прифрлаат на приватниот партнер? На крајот на криштата, зошто ако е се чисто и бесплатно, не се даде на увид студијата и договорот пред да се потпише? Почитуваме, јасно е дека ќе отидат во нечи джеп овие 72 милиони евра. Затоа Заев не убедува дека тоа немало да бидат од буџетот, но најверојатно ќе бидат од патарини или авионски карти. Значи не поврат, пошија. Повторно ве предупредуваме. Немојте во заминување да мислите дека се ви е дозволено и може да крадете. Одговорност ќе има и за вас и за сите оние кои ги принудувате да учествуваат во штетни договори. Веќе постојат две издвоени мислења во однос на сомнителната постапка. Декласифицирајте ги и објавете ги заедно со договорот. Ви благодарам.